овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Вие сте на Телма, ние сме во хотел Лимак, а ова е нешто конкретно. Денеска ќе го поставиме прашањето: како, доколку си талентиран млад музичар, можеш да успееш на македонската музичка сцена? Дали е неопходно да имаш добар грб и дали дури и да имаш талент, без добар менаџер си никој и ништо? Или пак, можеби најдобрата опција е да бидеш сам свој газда, а можеби пак во прашање е само среќа. Денеска ќе прашам и дали постоењето на талент шоу емисиите значи дека имате одскочна даска или пак значи дека прескокнувате одреден број на скалила на коите како можете да се сопнете. Што ти треба повеќе за да успееш? Повеќе нерви или повеќе пари? Денешните мои гости се со неоспорен талент. Некои од нив водат тивка борба, некои гласна борба, а некои оставаат музиката да зборува за нив. Тој е млад, талентиран, гласен, јасен, искрен и амбициозен. Беше дел од неколку талент шоуа, и музички, но и реални шоу емисии. Се испроба и како јутјубер, а во моментов работи како ВД директор на Фондацијата за култура и спорт на Куманово. Марио Арангеловски. Многу попозната стана откако одлучи да му се посвети на своето здравје и борбата со килограмите и со анксиозноста. Иако нејзиниот глас е тоа по што би требало да ја препознаваат и да ја аплаудираат. А и самата ќе каже: сакам да ме препознаваат по гласот, а не по стасот. Ивона Јо. Тој е дел од македонската опера и балет. Колку како школуван тенор може да успее на македонската сцена и да биде и популарен и успешен, ќе ни каже Владко Груевски. Еден од ретките кој може да се пофали дека пеел со Лепа Брена. Беше дел и од македонско и од регионално музичко шоу. А дали тоа што победата му се лизна од раце, му даде мотив и инает да направи песни, кои имаат и милионски прегледи на YouTube. Ке ни каже Ален Хасановиќ. Да прашам, задоволни од најавите? Дали имате некаква реплика? Се беше. Ке ти кажеме во тек на емисијата. После. Убаво си се спремила. Се спрема таму Ивона. Добро. Сега вака, Владко. Викаат дека голема привилегија е да се пее химната на државата и не секој може да ја пее. Така? Ти неколку пати имаш отпеана? Па едно 7 години со ред. Добро. На едни од најголемите државни настани во присуство на големи представници од надвор и во државата. Ова овде го сметам како голем државен настан. Можеш ли да ни ја запееш химната? Ве молам, станете. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Каква чест! Таман се наместивме кај најде химната. Јас па викам, не се лако треба да ја пеам. Каква чест! Дечки, вие сте имале чест да испеете химната? Да. Да? Како е чувството? Баш како сега, трепет. Мене ми е секогаш трепет. Кога и да ја слушам и кога и да ја пеам. Имате одговорност или се плашите ништо не да може да Не, скрешите? стоиш одговорно позади секој збор испеан и секоја мелодија од химната искажана, така што стварно на вистина голема одговорност да се пее. Па и околу последните дешавки и стравот како Затоа кажав, како секој може збор, да излезе. секоја мелодија. Добро. Марио, ти имаш нова песна, сега скоро ја објави. Така е, да. Меѓутоа, со се песната еден поприлично долг пост. Така? Тоа идеше како гратис нешто или сакаше да спомнеш или, не знам, да привлечеш повеќе публика?
Знаеш како, ја од мали нозе некако сум така бунтовен, особено на социјалните мрежи, секогаш сакам да си кажам што мислам. Едно известно време се повлеков од таквите пишувања, пошто сватив дека немаат некоја сериозна поента, нема ништо да решам со пишување статуси на Facebook или Instagram. Меѓутоа, по објавување на новата песна, сватив дека нештата се уште не функционираат, иако ја молчев со години. И некако ми дојде така, се разбуди тоа бунтовно дете у мене и сакав да си кажам што мислам. Генерално не бев нешто многу строг, меѓутоа им се обратив на медиумите, кои, например, сите утредента го објавија тоа што јас сум го напишал, а никој претходно не го објави. А дали објавија, беше многу значи, линк до видеото со песната? Некој да, некој не, али тоа не е ни важно. Поентата е дека Како не е важно? Поентата не е да... важно е за мене. Да. Меѓутоа за медиумите не. Јас разбирам дека сите живеат од кликови. Меѓутоа зошто кога некој ќе се дрзне да напише нешто такво, ќе се објави, а кога некој ќе објави песна, никого не го интересира. И сваќаш дека некад, мислам, се запрашувам дали уопште треба да снимаме песна или да си пееме тоа што некогаш било и така да се слушаме. Песни од Србија, песни од Бугарија, песни од лево, од десно. Нашите песни некако... Дај, чекај, почнавме со македонската химна, значи мора да продолжиме. Епа тоа и да продолжиме да си го пееме. Добро. Ален, ајде сега, веднаш ќе те прашам, какво беше чувството да пееш со Лепа Брена? Со Лепа Брена, па искрено, за време на надпреварувањето од Звезда Гранда, не знам кој круг беше, мислам дека по подпишувањето на договорот, Саша Поповиќ ми се јавува и ми вика ќе пееш со Лепа Брена, јас уствари. Со која Лепа Брена? Која Лепа Брена, викам, не ми се верува, стварно, како дете, мислам, сум ја гледали на незините песни и цела кариера и така натаму. И не ми се веруваше искрено, вика ќе пееш со Лепа Брена, со Ана Бекута, спреми 2 дуета и ете. Стигнав до целта. На некој начин можам да кажам дека сум успеал, чим сум дошол до тоа ниво да пеам со најголемата балканска звезда, така да ете. Мислам дека тоа е огромен успех. Одлично, добро. Ајде, го спомна успехот. Сега секој од вас поединечно ќе го прашам и да ми одговори генерално на едно прашање. Дали сте задоволни од тоа што сте го постигнале до сега и дали се чувствувате како успешни? Владко? Па, од тоа до сега што сум зацртала, сум постигнал, сум задоволен, меѓутоа тоа можам да кажам дека ми е едно 30%, останатите 70 чекаат на реализација. Имаш време, чекај, колку рековме години имаш? 28. Имаш време ти. Ивона? Зависи како го дефинираме успехот. Дали сум задоволна до се апсолутно, затоа што без лично свој печат и песна необјавена ги поминав скоро сите локали низ Македонија кои што требаше да ги поминам и оние кои што ми беа нели на мојата листа без песна со позади себе супер музичари. Така што тој дел ми е зацртан и онака штиклиран, успешно завршен. Оној дел кој што е креирање на музика, сега почнувам, сега снимав песна пред 3 недели, така што тој дел... Со се спот, со се пост или не? Не. За тој дел не сум, не дека не сум задоволна, него само што почнав да креирам нешто. Добро, сега сакам да те прашам, пошто и ти беше дел од шоуто Звездите на Гранд. Генерално имаш во едно интервју изјавено дека многу повеќе биле фокусирани на тоа како изгледаш, па не можел да дојде до израз твојот глас. Вистина ли е тоа или новинарите така го напишале? Јас ќе кажам вака. Не ме интересира тоа. Ајде, Јас ќе кажам вака, денеска низ еден муабет, низ моето секојдневие, сватив дека сите работи у животот, кои што сум ги јавно објавувала и кажувала многу голем дел, виновникот сум си јас, затоа што сватив дека на што се фокусираш ти, тоа е раст. Да сум се фокусирала малку повеќе у тој момент на мојот глас и на моите вокални способности да покажам нешто што можам уште поише, сигурна сум дека немаше до тој степен да биде фокусот на тоа. Така што за сите работи у животот ние сме одговорни и сме виновници. Добро, одиме. Марио, како ти ги доживуваш талент шоу емисиите, заради тоа што си бил нели од музичко надпреварување, се бил и од друго реално шоу? Дали тоа е одскочна даска или генерално може да те зезне, затоа што во целата таа еуфорија, бидејќи сум била дел нели од такво шоу, знам во целата таа еуфорија, целата таа нели поддршка која што ја имаш, буквално ти дава толкава голема самодоверба, да можеби понекогаш не можеш да ги согледаш и фалинките кои што ги имаш.
Па вака, кога завршив со учеството во Звездите на Гранд пред колку беше 2 години, сериозно размислував на тема и талент шоу и реални шоу у кои што сум бил и пробав некако да ги ставам на вага и да видам што тоа ми донеле, а што ми отнеле. Сметам дека се добра одскочна даска, меѓутоа и сериозен проблем за секој еден човек што од мал мечта е да биде звезда. Кога си учесник во реално шоу, тебе луѓе те гледаат како спиеш, како изгледаш кога ќе станеш од спиење, како јадеш, како плачеш, како си под дејство на алкохол, како се расправаш, како и така Тебе те натаму. имало под дејство на алкохол? Не, јас не пијам, меѓутоа Па да си, шала на страна, одма да кога те си- мантираме Да. тука. Не, шала на страна, Вода имаат во се чашите. случувало. И сега се име некако натацна. Јас се уште се прашувам како, например, една Јелена Карлеуш изгледа кога ќе стане од спиење, или како еден Здравко Чолич изгледа кога ќе легне да спие. А тоа се таинственоста. сериозните звезди на Балканот. И некако се прашам дали некој некогаш ќе го постави тоа прашање за мене, кога веќе имал прилика да ме види. Или ќе чекаме да поминат 20 години за повторно да почнам да... Сакаш да ми кажеш дека си направил утка со тоа што си учествувал? Да, затоа што мојата идеја не беше да бидам реалити звезда, туку пејач. А сега и двете реални шоу кои што ја бев беа од музички карактер, меѓутоа после 3 дена се претворија у вистински реални шоу, затоа што и медиумите и публиката сака да гледа кавги, крв, Тоа зној, прашањето ми да не беше биде подолу толку дали едноставно. што ќе им советувате, дали да се пријават Реални на реално? шоуа не. Мислам, музички ако, шоу? ако постојат луѓе кои сакаат да бидат само популарни, без да пред себе имаат било каков епитет што е посериозен, онда нека идат у реални шоуа, али музички шоуа се добри, само да се знае границата собствена на толеранција, затоа што многу често тоа се смеев кога бев од Звездите на Гранд, повозрасните луѓе кои ќе гледаат емисијата, ако мене таму некој ми каже браво од жири комисијата, иако јас сум свесен дека сум направил 320 грешки, тоа. народот ќе каже браво, сите те пофалија. Тоа ми Најлош беше. настап што сум го имал таму, ми испофалиле, а у најдобриот испаднав. Значи ти направиле лоша услуга? Да, у суштина затоа што народот слепо им верува на тие луѓе таму што не коментираат, а не гледа со сопствени очи и не слуша со сопствени уши. Така што мора да бидеме свесни за тоа Добро, дека се Ален, случува. кој е твоето мислење? Имаш спротивставено мислење од Марио или Па тука знаете некаде се? како, секое шоу музичко е добра одскочна даска. Јас мислам дека секојаш помислам дека и народот е суд. Крај, жири комисијата таму, да, окей, тие се професионалци во својата работа, ама на крај народот е тој кој треба да не осуди. Ние утре треба да работиме после тоа, да имаме свирки без разлика дали тоа било. Дали ти си се почувствувал како Марио понекогаш да знаеш дека не си најдобар, ама од таму си добил потврда дека супер е? Па искрено не. Јас одев ќе се навратам повторно во Македонија, многу пати се пријавав на милион шоуа тука и нашите стручњаци за жал не ме признаат тука. И последен пат кога не сака више се пријава, ми се згади од сите шоуа. Јас ова сум го зборал милион пати на сите емисии тука. Кај мене не си кажал? Да. Покажи си. Па и татко ми ајде уште еднаш вика пријави се, пробај, не викам нема шанси, тогаш снимив една песна, мојата прва песна. Пробај уште овој пат вика Звезда Гранд да доаѓаат во Македонија, пробај вика нема ништо да изгубиш. Ништо, пробав и ете. На некој начин се надевам дека сум успеал. Добиваш ли ти чувство дека генерално бараме потврда кога нели одат во Србија, ако таму се докаже, па после тоа полесно го примаат Па во за жал во Македонија е подобар? така, во Македонија е така. За жал, имате не знам такво зошто тоа чувство. така функционира, ние ни немаме некоја страда искрено. Како немаме страда, вие Знаете што како, сте? па мал пазар сме за разлика ако се рачунам со србите на пример. Тие има Ама многу види, голем развиен бизнис околу тоа. Така, ама генерално еве спомнавме и Лепа Брене и Карлиуш и така натаму. Ако гледаш за нив мал пазар е Србија, меѓутоа они се балкански звезди. Добро, тоа да. Тоа е. Така да Ние кон имаме тоа треба да јазична се здрави. бариера сериозно. Добро, ќе ми кажете сега со што се сочувате вие како млади. Кажи ми, има ли Македонија публика за опера? Кај ме најде? Не, мислам вака. Македонија има публика за сите жанрови, за сите Добро. пејачи, за све, значи така и за опера. Меѓутоа, нели, кажавте и вие дека нели сме мал пазар, така да исто и таму сме мал пазар. И публиката која што доаѓа во опера е публика која што условно кажано може да се изброи на прсти. Така да има слушатели, меѓутоа бараме, значи еве лично и јас, и затоа може би сум условно кажано осудуван од моите колеги, барам секаков начин да пробам
да ја приближам операта до поголем број на слушатели. Тоа го правиш со нели преработките на Преработките кои што на последниве 3 години привлекоа огромно внимание, а тоа е една класична мелодија поврзана со поп песна која што јас ја изведувам на оперски начин. И викаш не те сака твојата фела, Па Издај се, еретик. обично доаѓам на осуда. Обично доаѓам на осуда као типот на зошто ти беше тоа, што тоа ќе ти придонесе сега ако ја отпееш Fire to the Rain, во тоа па не звучи, па не знам, оставим го тоа на другите луѓе. Сакаш да кажеш си има луѓе дека кои што немаш поддршка? Значи вака, сега искрено да ми одговориш. Дали и тоа го гледаш како буквално не ти давам поддршка затоа што стварно е така и не треба да се валка операта, да речеме така, или буквално со тоа види го Малиов ќе просперира, зашто да оди он? Тоа второто е 100%. Второто, и едното и другото го има. Не И мора да едното знам. и другото Аха. го има. Мајнсетот, како ќе се наместиш? Да. Ама ти не се предаваш, ќе си ја работиш. А јас сум кажал дека сум изјавил за тоа баш до каде што ќе можам да одам, значи до најкомплицираните спојови на такво нешто, до таму ќе одам. Дури сум спремен, еве последно разговаравме, сум спремен и српски песни да ги преработам и да ги видиш, спојам со сестра. класична музика. Да. И Ивона- Не сите, не можат сите. Ивона, ти дали некогаш си побарала поддршка од постарите колеги и дали си им се обратила за совет? Имаме веќе докажани музичари, па например да ви дадат совет да не мора и вие да го минувате тој трнлив пат по кој што ти оделе, па да ти каже вака направи, така направи и така направи. Да, Да имав ти и една олеснат или да ти саботажа. отежнат? Имав и една... Немој така, за поддршка. Имав една многу голема саботажа, нема да спомнам за кој станува збор. Знаел, кажувај. Нема да кажам за кој станува збор. Имав огромна, сериозна, по прв пат у мојот живот доживеана саботажа. Се работеше за еден настан на кој што ја требаше да бидам не пред група, ама така да делиме сцена, на кој што требаше да пеам со бендот на нашиот артист и јас добив застане ви кажав, знаете, јас треба да пеам тоа и тоа. Не еве го списокот избери од ова нешто и сега добивам листа на машки песни и ја викам во ред може ли да сменим интонација, затоа што нели тука си да знаеме дека е проблем со интонација. Не можеш да пееш машки интонации. Не, ова е се тоа што ти треба и сега добра. Сакаш или не? И сега мојот лаф у мене не ми дава да се откажам. Сакам. Сега можам ја на лице место да си направам да си пеам терце, да си на крајот од денот секогаш победува ако си искрен, ако си лојален, ако знаеш што сакаш. Застана ви кажав да, ќе пеам. На крајот од денот газдата дојде, ме повика со мојот бенд, се наместив, си пеев целата вечер со мојот бенд. Така што верувај и се може, ама има и саботажи, тоа тешки саботажи, затоа што постарите мислат дека сега ние новите сакаме место да земеме. За сите има и време, и место. Четврток, петок, сабота, недела, Скопје има шема и среда и четврток. Значи Имаме и други градови. Апсолутно, али конкретно за Скопје. Таман вовед во следното прашање моје ми го прочита. Значи дали има место да под македонсково небо за сите оние Дури и талентирани вишок. деца? Што вишок има деца или вишок небо? Вишок место има. Кој сака бујрум? Стварно? Па немаме, кај имаме ние естрада. Мислам, шала на страна, ние сите се бориме Ама за се тоа борите да ја место. креирате естрадата, така ли? Да, али генерално овде мислам, сите сме ние учесници у музички шоу, он пробува се со комерцијална музика да спои нешто што не е Добро. комерцијално овде. И мора да сме свесни дека помина времето на М2, на Македонски идол, на Елена Ристевска, Ламбе, Елвир, Ноне и така натаму. Па тоа беше Тие една луѓе- млада генерација која Да. што генерално направи промена во Така е, македонската и музика. И тогаш сега ги све бараме застана. наследниците. Тогаш све застана, се појави еве нови ликови од типот на Два Бона Пајак, меѓутоа жанровски сосема нешто друго од она што го пее Ален, ја, Ивона и така натаму. А зошто не се особено. адаптирате на таа музика? Зашто не ги следите трендовите? Али тоа е тренд дојден од Србија и сега ако сакаме да формираме македонска естрада, или ќе пееме песни какви што пееле Ламби и Елена, или ќе експериментираме како јас со последната песна. Пеам нешто што ни сам не знам дали пеам, дали рецитирам. И јас сум убунил и тоа го најавив како такво. Експеримент. Немој така, значи ти треба да веруваш во Не ограничува јазикот. Не дека не Не. верувам у тоа што го правам. За тој тип на музика не Ама ограничува. каде ја да промовирам Да, песна, да. например? Еве тука кај мене ќе промовираш Еве, ја песна. ќе кажам Свети 2 отворен. минути, меѓутоа луѓето сакаат да не слушаат. Ален, само слуша, ајде, можеш да дадеш коментар на ова. Дали знаете има... како јас имам матична продукција, тоа е гранд продукција, јас за сега снимам и цело време српска музика. Добро. Полесно ли ти е? Па полесно. Па искрено да.
Да. Заради што ти е Ќе полесно? снимам и Затоа што имаш македонско грб наскоро, позади себе имам или заради јазикот што Па е? да, и заради таа цела машинерија искрено, затоа што цела продукција позади мене искрено, а кој што не знае треба да иде да види каква сила е уствари Гранд продукција и која машинерија е тука све. Многу голема помош е тоа. А зошто, например, во Гранд, извини ке те Добро. прекинам, зошто во Гранд, например, не кажат ке снимаш македонска песна, они да ти ја снимат и да напишат Не, ќе снимам македонска песна, имам више неколку планови околу тоа, ќе Гранд издадам нешто продукција ќе ја македонско, продуцираат сето тоа? И Гранд ќе издаде, да. Добро. Да, да. Добро. Не бев сигурна дали дека Па нормално морам да испочитувам и мојата држава и мојата публика. Јас сум сепак од Македонија, не сум од Србија, дојдем па тука да паметувам нешто, не знам што. Баш ми е драго. Сега, има ли место под македонсково небо за сите таленти кои што ќе се појават или пак е ограничена можност? Знаете како, има место, секогаш има место кога има квалитет. Така? Квалитетот е пресуден, верувате за се. Јас повторно ќе кажам, народот е суд. Ако јас идам во еден клуб, кога ќе дојде народот, ако тој народ помине одлично таму и утре дента зборува дека Ален тука бил, направил бум, утре дента другите собственици на другите клубови ќе се јават, ќе работат повторно со мене. Јас музиката ја сакам, меѓутоа од друга страна сум ја сватили како бизнис. Не сакам цел живот да го поминам така со полна душа, празен джеп искрено. Тоа е тоа, сите. Од србите видов дека тие музиката ја гледат како работа. Да, сака ја музиката, живее за музиката, меѓутоа ако не ја уновчиш, џабе, мислам, Ти мораш да живееш нема од логика. Така. Не, Да, ма може многу- тоа да ни е проблемот дека ние за душа записи за душа ќе те викне Да, некој. сега кај нас Така е ли? цел живот мене уште сака да ме промовираат. Уште дојди да те промовираме. Нека хвала, дојди ја да те промовирам. тек да ви кажам Аман, класичната. до кога ќе Кажи ме во промовираш? класичната што А па вика. тек во класичната музика колку го има тоа. А што ти вика? Класичната музика е ако може да дојдеш за гратис. Да. Ако може да дојдеш и као уствари е наметнато со па треба ти биде честни што сме те викнали. Да. Сериозен проблем имаме, ти не ни веруваш, нема проблем. Ние дојавме на психотерапија. Снеже. Ти сега слушај и ќути. Може да си прилегнете. Тоа дело сеанса ли? Но многу убава прашање му постави на Ален, на вистина, јас порано ќе се дематирам уште еднаш, порано сум мислела дека за успех е потребно само да имаш талент и да знаеш што сакаш во животот. И тогаш иде и ти имаш талент, и имаш родители кои што немаат нит пари да те подгурнат, нит да ти се не сум жртвено јагне, само зборувам реалната слика како е. За успех треба да знаеш што правиш, ама и да имаш позади себе луѓе. Да имаш грб. Кој ќе каже дека не треба грб за да успеш, посебно во ова време, може само да те тапка затоа што и јас порано сум го верувала тоа. Така, имаш ли твој менаџер? Да. Добро. Имам, имаш ама кога ќе кажам луѓе, не зборам само за Не за тимот менаџери, мене. цела продукција, да, затоа што има зборите град. за продукција или зборите да Не. имате грб генерално како што функционира системот? Здраво ми треба сега да снимам песни, ми треба 10.000 евра, ги немам. Па Грбот? спонзори. Ќе си направиш сама као јас што ги правам. Е така, некако не ги Он гледам. сам си направи продукција, така? Не, јас и кант автор сум иначе, Така. за тие кои не знаат, така Да. цел живот сум со музика и средномузичко и музичка Кој академија снима и така спотови, натаму. кажи? И мене ми е многу полесно искрено, јас ја сваќам и вона и сите мои колеги и во правото за се што зборува. Може со попус Ален да го снима. зборевме, знаеш како, Ален, сега Кажи, ќе ти кажи. кажам една така тајна. Кога да го гледавме, Ален доаѓаше со татко му и као зборевме, Ален има татко, може да му помогне, има позади себе грб. Да, тоа го зборевме и немам проблем да го кажам тоа. И на крајот од денот мораш да признаеш дека тоа ти има многу леснато у животот. Знаете Затоа што како? јас имав подршка, ама нема финансиска подршка. Ама добро, ако Па добро, нема немам ни талент, јас па. искрено. Знаете како, татко ми се бавел со медиуми, со тие, со оваа слична работа. Ние имаме телевизија, меѓу првите приватни телевизии во Македонија беше лоцирана во Филип и така натаму. Татко ми многу пеачи, значи Ги промовирал. ги промовирал, доаѓале кај нас во емисија, како ние што сме дошле кај тебе. И уште од мал ме учел, значи како и треба на некој начин да се понашаме, ама секогаш ми зборувал ако немаш квалитет џабе ти е. Така. Кој да те бутка во животот џабе ти е. Јас Добро, денеска и тоа е многу дискутабилно. Јас во Звезде Гранда, знаете како?
Нема Ама пари. не победи во Звезда е Гранда, нели? Да, не Победата победи. не е Нема рекорд. пари со кој вие можете да го купите Саша Поповиќ или Брена, мислам, тоа е А тоа што сега кружат гласини дека им давале пари, нема врска? не глупости се Да, тоа. ма не збориме ние на тој начин да се финансира победа или да се Добро, финансира. Општо, знаеш, едноставно, не знам, првата сезона кога идев, ми требаше пари да се облечам, да, значи тоа се се пропратни Добро, тоа работи кои да, Сакам тоа да окей, млади сублимирам. да се соочуваат, Ајде да го а ние не го сублимираме збориме разговорот, гласно. па ќе ве прашам. Дали Ивона мислеше, ако добро те разбрав, дали мислеше на тоа да ти го покаже вистинскиот правец и токму тоа што го зборував, значи да не луташ, да не забегуваш, да не те сопнуваат, можеби татко му тоа му го дал правец. Така ли? Ајде, ако можеме да кажеме вистински правец, Јас да, така но го едноставно сватам. да ти е полесно, затоа што овој пат е многу потежок. За разлика од оној кој што, на пример, ја требаше да размислам и финанси и слично, додека, нели, кога ти се тргнат и финансиите малку од својот грб, е многу полесно кога ќе се фокусираш само на музика, како што кажа Ален, и квалитетот апсолутно. Ако не знаеш што правиш и ако немаш квалитет, џабе. Иако како што ни кажа нашиот Ја мислам господин, дека пресудно тука е Можеш да ги харизма, поделиш овие, збори си енергија ти. и талент секако, Подели ги. али мислам Стој. дека во денешно време Сега ќе те прекинам заради тоа што сакаш Што? да го кажеш, точно го имам на ливчињата. Знам што сакаш да кажеш, да, значи еве, прашувам. Што е пресудно за да успееш по редослед или што мислите дека од овие неколку работи е најбитно да имаш? Не морате сите да ги наброите, Апсолутно можете сите едно различно или ќе две. кажеме, али тачно знам. Ако сите различно да кажете, можете, значи барам од вас од овие понудените да ми кажете 3 што е пресудно за да успееш во Македонија како музичка звезда. Ќе почнам од Марио, пошто кај тебе застанам. Ајде. Ајде. Прво мислам дека најпресудно е харизма, пошто овде Харизма. на пример Добро. да, талент После? не го гледам, меѓутоа има добар глас. Харизма сепак ја ставам на прво место. Добро. Па одиме со пари, Пари, добро. па добар глас, Харизма, пари, добар глас. 3. па добра песна, Па добра песна. па добра промоција. Ајде прво 3 да направи. Може само 3. Добро, кажи ти Добро. заустави ме, ја не слушам. Значи 3. Харизма, пари и добар глас. Добро, окей. Ајде, Владко. Морам да кажам дека истото ми е мене. Јас мислам дека харизмата е една од пресудните работи за јавниот свет. Добар глас, исто така, меѓутоа тоа многу ми иде заедно и со добар ментор. Посебно кај нас во ментор, класичната добро. музика, ако немаш ментор, ти можеш да бидеш колку сакаш добар глас, сепак мора некој да те изваја. Нели, како вика, ти си добро. диамант, меѓутоа не брусан. Одлично, добро. И последно? И пари. И пари, значи се се врти околу пари. Дефинитивно денешниот свет е врзан за пари. Добро, ајде Ивона. Апсолутно прво харизма. Харизма. Што мојот другар ќе каже, вау, ти ова, ја порано бев. Добар глас, добар глас. Харизма. Прво харизма. Добар менаџер, Менаџер. затоа што моето искуство тоа го збори. Многу добар менаџер и пари. Парите ни се заедничко. Ајде сега, Алене, ти таму ја држиш Да таа видите страна. како јас ќе кажам Ајде. пак добар глас, добра песна и добра промоција. Кај него нема харизма. Не, има харизма, меѓутоа знаете како? Сега човек се Пари, чекај, пари спомнали. Не, добра О, песна. сам ќе си направиш. Он си има. Знаете како? Ќе си направиш. Ако имате глас и ако имате добра песна, парите сами ќе дојдат. Не е точно. Како? Не е точно. Зошто? А па Не е како ќе се точно. испромовираш? Не е точно. Како? Не, апсолутно не е точно. Не, кажав јас добра промоција. Значи добар глас, добра песна и добра промоција. Имаме многу добри песни, имаме многу добри гласови кои што имаат по 2000 прегледи, затоа што немаат пари и затоа што немаат луѓе позади. Па колку се добри, толку се гледани, искрено. Не е точно. Па добро. Можам да ти Чекај испратам Ај милиони сега. 200 линкови кои што имаат многу мали прегледности, заслужуваат место, ама немаат пари и немаат луѓе. Мислам, не е Или гледаноста нема пресудна, харизма. ама... или Добро, немаат. чекај сега, јас ќе ве вратам малце наназад, кога немаше YouTube. Јас сум од тоа време. Па Диносаури. тогаш Тоа е поколението време. Сега прашувам. Тогаш не постоеше YouTube. Тогаш постоеше само фестивали, имавме една или две телевизии. И тогаш се креираа вистински звезди. Па како беше тогаш можно да се направи? Генерално немаше толку нити пари, не знам, да мораа да прават промоции, не се правеа спотови, тоа се снимаше спот со уматава со камера една и он тука шета, некогаш имаше и меѓу намештај, нели меѓу певал да шета. И тоа беа спотовите. Како се правеа тие звезди тогаш? Харизма, само тоа. Харизма ли? Па еве најголемите звезди кај нас што се моментално и генерално на Балканот, тоа се све харизматични луѓе. Најголемите звезди у свет
да почнеме да ги дискутираме за нивниот талент. Дискутабилно е, али они се звезди. Што една Мадона може да покаже вокално уживо? Слушнавме на Евровизија пред 2-3 години. така. Ама Мадона е Мадона, гледав карти пред некој ден има некоја светска турнеја у Барселона, 800 евра билет. Пун стадион. Мадона. Ете ги парите, харизма, а дискусија за уживо Ама пеење неизина харизма може има до утре грб се за бави. себе, добра продукција, Ама сето има, тоа, така е, ли? па продукција, менаџери, промоција, харизма, па све остало. Ајде, Ивона. Ја мислам дека кај нас се почнува и завршува како што кажа во тоа време. Значи сега е друго време. Мене ми е целта да излезам од Македонија затоа што на крајот од денот нели се е супер, но сакаш да се прошириш. Многу земаме од Србија, ама не знаеме да го искомпресираме. Кога ќе земеш нешто и као Марио што кажа, не знам сега дали рецитирам, дали не, кога го кажав моментот со македонскиот јазик, не ограничува баш во тој жанр како што Добро, нека не е тој сака жанр, Марио. значи рапувањето и така натаму. Меѓутоа сега е во мода да се прави препев или буквално да се оживуваат старите македонски народни песни, па да се оди со етно музиката. Нашите најголеми звезди тоа го прават. Значи Каролина нели издаде албум со етно песни и така натаму. Зашто тогаш тој правец да не го форсираме? Марио? Ајде, Зашто Ален? Каролина веќе го има. Каролина е во состојба да го прави тоа, знаеш. зошто Next вие Time младите се во не сте во состојба да го состојба? прави? Затоа што они веќе направиле кариера и направиле име. И нема да бидат индиго на тоа што го препевуваат. Ама Next Time се млади момци кои што исто така го Дали промовираат. они има 2-3 албуми за себе, има концерти, има Евровизија, има сериозна промоција. Аха, Ние мислите немаме дека ни добро Евровизија, ватува ни тоа? солистички концерт, ни албум, не знам за немаш нити албум. или? Па, Кај да, не ми е ти официализиран, меѓутоа имам Имаш околу доволно 14 песни. песни имам, Да. имам. Да, али генерално сакам да кажам дека сите они се име и презиме пред да се дрзнат да направат нешто такво, што е супер. Меѓутоа сметам дека на нас ни е рано за ние да си дозволиме да пуштиме песна која е препејана само туку така. Тоа е зачин на некој начин во било која кариера, барем според мене. И јас Имам мислам размислување. многу Така, и јас добро. мислам многу добро Зачин, кажано, некој да. многу убав зачин. Ален, дали Знаете таква како? музика би прошла во Србија? Добро е Доврши тоа. си ја твојата мисла, Добро е меѓутоа тоа, одговори ми кавери на прашањето. прават, мислам секаде и во Босна и во Србија и во Црна Гора и тоа многу добро поминува. И многу ми е мило ради тоа Македонските? Македонските Не, општо песни. зборам за кавери, значи преработки, тие преработки што ги Јас правиме, те јас сум прашувам за правил. македонските кавери, дали добро поминуваат во Србија и дали мислиш дека со таквиот стил на музика би можеле да се промовираме како македонски, односно да се промовираат Па македонските добро, пејачи? да, сигурно да. Некоја македонска добра песна, може би народна да биде. Например, како Зајди, зајди нешто, Точно. да се отпее квалитетно. Јас слушам дека нели и на буквално и на нови години кога има промоции, односно кога има некакви си прослави или новогодишни програми на српските телевизии, не поминува без како што е таа чаша полна Така е, со вино, така е. Јовано Јованке, зајди обавезно, значи има простор Ние сме многу македонска ценети. музика. Македонската е музика, многу богата музика, јас морам да кажам, меѓутоа на некој начин ние сами не знаеме да се ја цениме. Така. Што најмногу ни фали? Затоа што во една дискусија исто со мои гости ми рекоа дека знаете дека ние немаме добри текстописци. И немаме ли добри текстописци, Немаме. кои што да речеме Србиве, нели Марина Туцаковиќ Не, имаме создаде. и ние, имаме. Имаме добри текстописци, Па, така нормално продуценти дека добри дали имаме? Имаме. Имаме многу Али, добри ево, продуценти кои не работат со на прсти македонски се бројат. артисти и тоа е Зошто суштината. не работат со македонски Затоа што артисти? имаат чекај малце на телевизија сме. Ајде. Превисоки стандарди поставено, им се може да работат со естрадава таму албанска, косовска, српска и сега ние сме проблем. Ние не можеме да се одважиме на цените кои тие ги бараат. Точно. Овде се бараат сериозни илјадници евра за само музика, за само аранжман, Ама од нели најдобрите фрли продуценти. рибче, фати крапче, мора да платиш добра песна, добар текст, за да ти се врати, така ли е? Але не. Па добро, знаете како Или некојаш не можеш така? само да фрлиш, а ништо да не фатиш. Не? Не, и тоа е Ете окей го. оваа работа. Ете го Мора момент. еднаш да паднеш, друг пат, па трет пат ќе ти Така. успее, па четврт пат. Све тоа е окей, али кој има такви, мислам, прво секој при здрав Кој разум се не би добар? дал се 10.000 добар евра град, денес за добро. песна, па утре па една белким ќе успее, па и стан ќе се купи. Јас морам да ви кажам дека немам мака со тоа. Не, епа, Јас пеам се што е отпеано веќе. а нема у принцип нешто, например, да се, еве, имаш пари и да отидеш и да ти направат за тебе. Тоа никогаш не сум поставила вака. Има неколку и тоа и светски оперски пејачи пробале на тоа, значи да направат буквално песна Да. нивна.
меѓутоа таа не проаѓа тоа нешто. Не проаѓа, значи нас исто е, не е операта, различно. еве сега последно морам да кажам дека слушав во Звезда Гранта, нели лани што беше тој оперскиот пејач. Не знам како се вика дечкото. Сними песна со, нели, со Јас еден друг пејач. Да. Песната мене морам да кажам дека многу ми се свиѓа. Меѓутоа таа песна никогаш нема да има слушаност. Да не продолжиш да кажеш, да не се саботираш себе. Не, нема да има слушаност како останатите песни. Зошто? Така, добро. А оперскиот дел не можеш да го пуштиш у кафана, не можеш да дигнеш раце на оперски дел. Како не можеш, бре, осоле мио и да се растураш Па тука не, се. Знаете иде. како и джез и блуз музика не може секој да слуша, мислам тоа така е. да тие се уметности кои што се ограничени со слушатели. Добро, сега, дали може малце да се расположиме? Ајде, веќе. Многу сериозни Се ми препротив од тргнавте. нервоза. И ја и може ли, пашка рековме дека сите одлично пеете, ја не пеам одлично, затоа што јас ќе ви кажам дека имав едно искуство во кое што сакам да пробам. Сакаш? И Дарко Димитров ми даде CD и ми рече никад у живот немој да се занимаваш со музика. Така да му благодарам на тоа. Некогаш е добро некој да ти каже дека не те бива. Апсолутно. Нели? Да. Камо среќа Сега да вака. знаат така. Значи игрицата каква ќе биде? Значи јас ќе ви кажам еден збор кој што вака ќе го запеам, а како што си играме нели пониза да се надополни реченицата, вие ќе треба да ја надополните, меѓутоа со песна. Ајде, напијте се водичка. Од кај почнуваме? Од тебе? Не. Ја ќе почнам. Кога кажа дека ова жешко столче е било има право. Ти реков, си пак, седи. тука пази. Зошто? Бри, ама креативност не. Зошто ти иде? Толку? Ајде, Ја не го... Што рече ти Кој иде? ти? Отиде. продолжи. Неговата мелодија треба да ја пеам. Не знам. Зошто отиде? Своја. Ајде. Зошто отиде, кажи. Продолжи. Чекај да смениме жанр. Ајде. Зошто отиде, кажи ми, мила. Зошто отиде, кажи ми, мила, и никогаш не се врати. Владко? Леле. Зошто отиде, кажи ми, мила, и никогаш не се врати. Јас те чекав. Ја не чекам ништо. Ајде, продолжи. Зошто отиде, Кажи ми, мила, кажи ми, мила, и никогаш не се врати. и никогаш не се врати. Јас те чекав. стилови Јас те чекам. Да се вратиш. Затоа немаме текстописти, јасно ти е. Ајде, доста е. Кажа ја никој не чекам. Браво, Сто стилови избешавме се. Може. Али овој мојот никако Не се врати. Дајте уште наслов само на песнава да смислиме. Зошто? Зошто да се вика? Зошто не се врати? Зошто не се врати? Секогаш има нели Мила. момент кога генерално ја даваат наслов на песните, ама никогаш не ги препознаваат О, како Боже. по наслова, туку ќе си во некој дел од стихот, така? Најпаметно. Најпаметното, добро е. Добро, ајде сега, таму имам во тој сат поголемиот, имам поговорки кои што генерално се за успехот. Ајде да Овде? провериме што еве сад пред тебе. Да, Ајде. ајде да провериме од поговорките што ќе ви се падне Треба сите да да ги земеме по една издискутираме. или- Да се извлечат и да ги издискутираме. Можеме? 3, 4, ајде Ален, читај и коментирај. Вика, пробај да не бидеш успешен човек, туку човек од вредност. Ајде. Па мислам дека е тоа факт, дека сите ние треба да уствари да имаме вредност и да бидеме квалитетни како луѓе и тоа е целта, мислам, дека на животот и постоењето на еден човек, така да Тоа е тоа. Тоа е тоа. Добро. Ајде, Ја имам Марио. една грчка поговорка. Шо вика? За да успеете, потребни ви се пријатели. За да успеете, уште повеќе ви се потребни непријатели. Шо значи тоа? Сигурно постојат и вакви и такви искуства. Ти се Зашто согласуваш со генерализираме? ова? Ја генерално не сакам поговорки. Многу генерализираат. Зашто? Па нема секој исто искуство. У мојот случај, што се да кажам, ми треба да ме плукаат сите за да бидам успешен. Па види ветер во грб, Можат и пријатели да ми бидат, зашто не пријатели? ма боли се непријателите. А добро, тоа е више инает, ама и тоа е добро. Ама он не ќе поговори. Зависи у која професија. У шоу бизнис требаат непријатели, само непријатели.
ти го давам ексклузивното право да ја искинеш поговорката. Ако не ја сакаш. Да ја Ајде, изадам. Влада. Јас имам нешто за оригиналност. Подобро е да не се успее со оригиналност, наместо да се успее со имитација. Аха, Океј. окей, толку. Добро. И ја како Марио не сакам затоа што стварно генерализирате и секој зборува со своето искуство. Тоа дека вие сте од Куманов. Да, Мил Куманово не ќемо поговор. Мил Куманово не се оговарамо. Не, у принцип добро држи сето тоа, но зависи што имитација, зависи што оригиналност. На широко и на те управа. Нино Величковски од Куманово ни беше и он многу ги сакаше поговорките, да знаете. Нино е мој поранешен директор. Да? Да. Добро. Еве да го поздравиме Ајде. ако не гледа. Ајде, Владко. Забележав дека колку понапорно работам, толку повеќе среќа се чини дека имам. Томас Џеферсон. Човек. Па јас би го протумачил ова како тоа што зрачиш, тоа и привлекуваш. Така е. Добро, сега јас ќе прозрачам еден джингл, таму во камерата, ќе поверам джингл за да одбориме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве се вративме, значи тука некаде сме при крај. До крајот имам уште неколку прашања, едно-две, ама кратки да бидете. Може ли? Дали тоа, колкава ви е цената која што ја давате ви или вашите менаџери за настап, всушност кажува и колку вредите? Не. Како пејач не, како квалитет, меѓутоа како име, да. Да. Добро. Добро. Се сложувам. Јас. Се служуваш? Да. Да? И јас не се слушам. Не се служуваш, зошто? Па него за гратис го тера. Одамна е тоа завршено. Мислам, еве кај нас не можеш за иста сума да пееш за ист хонорар, да пееш во Скопје и да пееш во Кочани. Аха, Значи не се хонорарот кој што си го земал во Скопје, сега не дека ги подценувам, меѓутоа толкава е моќта на општините, како општини кога си веќе под закрила над општина или дом на култура. Така да или еве Крушево Ама ќе ти си земам. истиот човек, Ти ти си пееш истиот- истите песни, истата вредност. Така е, да, меѓутоа хонорарот не може да биде ист во главниот град и во помалите И општини. во локалниот град си најмалку плати. Во локалниот град не те плаќаат зашто ти си нивно Во родниот дете. град. Да. Да. Треба да пееш за љубов. Ама од љубов ти ќе поеш, ќе те Златно пробувирам. правило, Пехчево ќе ти дадат 1000 евра, у Куманово ќе ти дадат 100. Леле, немој се Нисто. така. Немој се така. Така. Само ќе го прашам, Ален, треба ли да се прифаќаат компромиси кога ти ја спуштаат цената? Да. Да. Баш да, зошто да не? Ма зависи каде. Затоа почнуваш од Па не, високата и секаде верувајте, знаете како имат звезди во Македонија, Добро. многу кои као држат цена. Ама знаете шо прават, си седат дома. Аха. Знаете, јас имам цена 5000 евра, ти 5000 евра, друже, ќе земеш 5000 евра у 5 години еднаш и се гледаме. Така. Ќе ми кажете. Знаете како тука тој синдром на некој глумење го има во Македонија. Јас мислам, во други држави секогаш можеш да преговараш и да договараш со менаџерите. Додека и менаџерите на гранд продукција, со нив можеш да договараш цело време. Значи, ако е цена на еден пејач 3000 евра, ќе смислиш начин да му кажеш може ли за 1700-800 и верувај ќе ти пушти само за да дојде до соработка. А кај нас не, тука имаме ние Мадони, имаме не знам што, имаме милион звезди. И знаете како, јас имам цена 5000 евра, ама добро, седи си ти дома со тие 5000 евра, јас ќе работам секој викенд, например, не за мене, зборувам за некој друг, така да... И јас сум имал еве дешавки кога ќе ми се јават и кога ќе кажат да дојдеш едно химниче да отпееш. Леле химниче. Немој така. Викам, Химна, дали химниче. знаеш, викам јас за тоа химниче, колку имам прво спреме, па само одело што треба да облечеме. Не. Па текст да размислувам. Не. Тука застануваме. Значи, Обново горите. 3. Добро. За таа цена толку имам. Добро. Колку пари, Всички толку бевте фантастични гости. Навистина отворивме заеднички многу прашања и многу ми е драго што вака разноликост имавме во одговорите. Она кое што можам да го заклучам, а генерално таму отида заклучокот е дека колку пари толку музика, така ли? И треба да се бориме, значи да се наплаќаме онака како што треба. Јас верувам во вас дека иднината останува на вас. Борете се.
Јас сум тука да ве поддржам. Еве, секогаш кога ќе имате промоција, тука сум да ве поддржам. Да знаете, гратис. А сега, затоа што бевте фантастични гости, јас ќе ви доделам подароци. Знаете дека во мојата емисија секогаш на ова местенце кај што седи, некој добива цвеќенце, ама сега на сите места ќе ја добиете. Ова е една орхидеја од нашите драги пријатели. Добро учите. Генерален спонзор Меркур. Плюс тоа ви даваат уште нешто. Плюс ќе си погледнете. Од која држава? Од Македонија. Има ли нешто за мојата супруга тука? Има таму, значи Пошто за таа е твојата тука, сопруга. поздрав за неа, да. Да, има орхидејата, ќе ја дадеш на твојата сопруга. Значи овде имаме витамини од нашите драги пријатели Ау, баш како сум Кенди. се развежбал сега. Си се развежбал таман, бре. Тоа не ми кажавте, стварно се пие живо јајце за глас? Ау, Не. не. Не, а? Глупости тоа. Еднаш голтнав кога идев на соло пење, пред некој концерт, пак од два искочив да пеем. Тоа ми се застана тука белката. Мисля тоа е мит, дефинитивно е мит. Значи, мит не пиете јајца, имаме тука пинчер став, значи ова е паста за чистење, чисти се, ќе пробате по дома. Исто така, имаме уште едни наши драги пријатели, Hyperman и Hyper Lady. Ова се терапевтски производи, значи креми за зголемено либидо. Се нанесуваат надворешно, значи генерално за подобро сексуално задоволство. Инаку слоганот на Hyper е не се спушта. Да знаете. Ален баш. Мој цвеќе, Не ми треба ништо, бе. само цвеќето. Зошто во мене се псите? Моето цвеќе не го примаш веќе. Вас ви се заблагодарувам што бевте и оваа недела со нас. Не заборавајте да не следите на Телма секоја недела во 17 часот. Не заборавајте да не следите и на YouTube, на Facebook, на Instagram и секако на TikTok. Ги поздравувам и Вега кои што се грижат за мојата насмевка, можат да се грижат и за вашата. И на крајот ќе ве потсетам да си купите убавина и здравје затоа што во новиот број имаат ексклузивни интервјуа. Дечки, како што е таа чаша полна со вино? Снеже, сепак се договоривме за Која? едно јовно. Ајде. Извини. Да ми извиниш. Да ме извиниш, ама таа на настапи, таа е Чаша полна со вода. Таа е па. Скупа е таа, скупа дај била. нешто поевтино. Ајде, 3, 4. Ајде, нека почне некој еден тоналитет, па да се едно добар за да не И биде. Јовано, кај. Јовано, Јовано. Јовано. Снежано, Снежанке. Крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо, се не моје Јова. Раштиман оркестар како за крај, драги гледачи. Ајде. Ала ми! Фантастично. Не заборавајте да кликнете subscribe и не заборавајте да го кликнете звончето за секогаш кога имаме нова содржина да добиете известување.